Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти, први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска. Во следните 30 на минути разговарам со председателката на Сојузот на стопански комори Данила Арсовска. Данила, добар ден, но најпрво на вас и на слушателите да им честитам празниците кои што веќе измина, Нова година и Божик, но и оние кои што доаѓаат, срекни на вас. Благодарам. Срекни и успешни празнични денови што го поминаа, меѓутоа срекна и успешна година на сите слушатели и на вас исто така. Да, ви благодарам. Повод за ваше гостување во денешната емисија е неодамнешната информација која што стигна од синдикатот на работниците на управата, правосудните органи и издруженија на граѓани, и популарно наречено УПАС. Тие повторно ја враќаат иницијативата за промена на работното време, летно-зимско работно време од 7:30 до 15:30 часот и во лето од 8 до 16, или пак имаат уште иницијатива да се направи флексибилно работно време. Каков е вашиот став по однос на оваа иницијатива со оглед на тоа што тие веќе наведуваат дека постојат разговори помеѓу надлежните кои што се вклучени во креирањето на вакво ново работно време? Но на што најпрво мораме да го кажеме е тоа што УПС, да кажеме, можат преговорите да ги водат генерално со органите на управата и онаму каде што тие како синдикат нормално ги застапуваат работничките права. Оно што е малку поразлично во приватниот сектор е тоа што во приватниот сектор има согласно законите некои работни ограничувања на часовите кои што треба да се има во текот на работната недела, кои што се на 40 часа неделно, кои што можат со одреден процент да се надминат, доколку биде работникот платен прековремено, да кажеме. Меѓутоа, работното време е нешто кое што самата потреба на бизнисот го диктира. Значи, тоа не е нешто кое што може ниту да се предвиди, ниту да се ограничи, да биде од 7, ниту да биде од 8, ниту од 9, кај некој е едносменско, кај некој е двосменско, кај некој е во 3 смени. Значи, тоа е нешто кое што едноставно пазарот го диктира и тоа е едноставно нешто кое што во приватниот сектор функционира на начинот на кој што функционирало континуирано и ќе функционира и во иднина. Дека доколку истото биде прифатено од страна на органите на управата, би требало приватниот сектор нели нормално да направи одредени прилагодувања за да може да го покрие оној термин кога тие ќе работат, за да нели може да ги завршат сите оние административни работи кои што им се потребни, тоа веќе повеќе од сигурно. Меѓутоа во приватниот сектор, кој што јас го застапувам, тоа е стопанството, бизнес секторот, тоа така за жал не функционира. Би направило ли оваа одлука, или да кажеме некакви поголеми турбуленции во приватниот сектор? И какви? Во приватниот сектор турбуленции некој не би можело да направи, едноставно затоа што бизнисите имаат свое работно време, значи оние кои што работат сменски имаат 2 смени од по 8 часа, 3 смени од по 8 часа. Оние кои што работат во една смена работат или од 8 па натаму или од 9 па натаму или клизни работни времења имаат. Во секој случај во приватниот сектор работното време е секако флексибилно. Единствени промени кои што би можело да ги има е во однос на оние административни документи кои што би требало да се добават од страна на органите на управата. Поради нив да би требало да има некое прилагодување доколку отпочнуваат со работа порано и завршуваат порано, да кажем. Така, пред неколку години исто така се покрена иницијативата за менување на временската зона на Македонија и усогласување со временската зона на Грција и на Бугарија. Каква е вашата реакција? Односно, дали е возможно? Согласно вашето работење? Ова беше покренувано повеќе пати, меѓутоа ние за жал се судривме со повеќе различни мислења тука во овој дел. Сите тоа зависеше во независност од тоа во кој бизнис, односно во кој дел од приватниот сектор се наоѓаат компаниите кои што се засегнати со оваквиот тип на промени. Во еден случај наидовме на оној дел од секторите на кои што ова истото им одговара за да бидат прилагодени на партнерите кои што се во таа временска зона, како што се Грција, например, да кажеме. Еден добар дел од нив не се воопшто засегнати затоа што за работењето оние кои што работат на другите континенти имаат по 8 часа разлика, па се прилагодуваат во оние денови кога имаат потреба од комуникација на работењето на тамошните и на партнери.
Во поголемиот дел компаниите и воопшто бизнис секторот беа за тоа да се задржи моменталната ситуација. Сето тоа е работа на договори, на преговори и нормално сето она што ќе го одлучи мнозинството би требало да биде прифатливо за сите останати. Така, толку околу работното време. Да продолжиме за она што е актуелно, односно вчера во собранието пратениците дадоа зелено светло на повеќе, односно на 10 на економски измени во неколку закони, меѓу другото и оној нов проект на владата, мегапроект наречен Купи куќа за млади. Она што покрај бенефитите за младите кои што ги добиваат како кредити, односно субвенции од страна на државата, бенефитот го имаат и градежниот сектор. Според вас, како ќе се раздвижи, како ќе влие тоа врз градежниот сектор? Врз бизнисот воопшто? Една од најактивните комори при Сојузот на стопански комори е всушност и градежната комора, која што има навистина огромна бројка на компании кои што работат во Република Македонија. Тие се дел од најголемите компании, меѓутоа и сите оние нивни подизведувачи кои што функционираат на пазарот. Од бизнес аспект е образложувано ова прашање, да кажеме, повеќе пати и истото можам да го кажам, значи секогаш дека не е возможно да се каже дека е лошо. Особено не од бизнес аспект и особено не од страна на тоа што градежниот сектор до сега беше една од носичките гранки во економијата во Република Македонија. Тоа е неопходно да продолжи така и понатаму. Ние сме тука да го поддржиме се она што го стимулира нашето работење и тоа што мислам од тоа од кое што произлегува дека бизнисот и компаниите во Република Македонија ќе растат, ќе се развиваат и ќе одат напред. Така да, од бизнес аспект, ова е навистина добар проект, ќе го раздвижи градежниот сектор, кој што одеше во градажна линија, па сега во последниот период гледаме и одредени стагнации, меѓутоа доколку продолжат не само оние капитални инфраструктурни проекти кои што беа отпочнати, меѓутоа и овие нови проекти кои што би требало да направат еден бум на пазара затоа што ќе раздвижат и понудата и побарувачката. Мислам дека ќе биде одлично. Така, она што е одбележа 2015 во однос на инвестициите е и можноста и македонските компании барање, кое што долго време беше упатувано до страна на надлежните од страна на нашите на бизнис секторот во Македонија, е да би им биде овозможено да работат и произведуваат во технолошко-индустријските развојни зони. На две компании им беше овозможено тоа, беа подпишани договори во владата. Што ќе значи тоа за домашните компании? Тоа само веројатно изедначување со сите оние можности кои што ги добиваат странските инвеститори, бенефити, ослободување од различни обврски кон државата и така. Тоа само е да кажеме една потврда на она што го говоревме наназад неколку години. Ни де јуре, ни де факто не постоеше никакво ограничување македонските компании да влезат во зоните. Пред законот сите компании, сите инвеститори се еднакви, и домашните и странските. Единствената причина која што да кажеме предизвикуваше одредена нелагодност во врска со овие слободни економски зони беше тоа што единствениот услов за влез во зоните беа одредени високотехнолошки, да кажеме, производни процеси кои што треба компанијата да ги спроведува, односно да ги прави, за да може да ги исполни условите да влезе во тие технолошки зони. Нели затоа и се викаат економски, технолошки зони. Во овој случај имаме две компании кои што се навистина реномирани во Република Македонија. Саво Станковиќ, компанијата Хайтек е една компанија која што навистина долги години функционира на пазарот. Тие се компанија со реноме кои што извезуваат на пазарите надвор од Република Македонија, функционираат навистина безпрекорно, особено во делот на високи технологии, во делот на она кое што тие го произведуваат, добро го познаваат и го работат. И тоа е навистина една одлична можност да можат сите да се охрабрат и да видат дека е возможно да се влезе во зоните.
да се имаат истите услови да се функционира во зоните и исто така да се охрабрат и да отпочнат можеби некои проекти кои што досега не им биле планирани од аспект на инвестиција во некоја повисок тип на технологија, затоа што ние како Македонија сметам дека навистина сме и способни и квалитетни да можеме да ги произведуваме и да отвараме вакви капацитети. Данила, тука ќе направиме кратка пауза, се враќаме за брзо време. Индекс со Маја Дамјановска. Да, се враќаме во студиото, разговараме со Данила Расовска, председателка на Сојузот на стопански комари. Данила, пред паузата говоревме за технолошко-индустријските развојни зони. Најавени беа минатата година голем број на компании кои што дел од нив отпочнаа со реализација, дел од нив отпочнаа со изградба, дел од нив најавија дека ќе го сторат тоа оваа година, но најавени се од страна на премиерот и многу други странски компании кои што прва ќе донесат одлука за инвестирање во земјава. И сега она што е значајно за домашниот сектор е соработката со странските компании на какво ниво е? Соработката ни е на одлично ниво. Нашите компании во континуитет соработуваат, значи ограничен е делот на секторите кои што може да соработуваат со нив, тоа е веќе повеќе од сигурно кога гледаме го знаеме. Најголемиот дел во услужните дејности, значи сервисес, што би значило од аспект на IT сектор, консултантски услуги и така натаму. Меѓутоа еве веќе почна и да се јавуваат одредени македонски компании кои што отпочнуваат соработката како нивни добавувачи, што е навистина за радување. Тоа е можност една за афирмација на македонските компании, на домашните компании. Ја гледаме во оваа соработка на додадена вредност која што македонските компании имаат од аспект на нивна промоција на странските пазари. Навистина е значајно доколку странски инвеститор кој што представува реномирана светска компанија соработува со македонски добавач наместо со германски и така натаму, тоа за неговото резиме значи многу и би значило потенцијално отварање на странски пазари каде што тие би можело да излезат, да соработуваат, да извезуваат и така натаму. Тоа е таа додадена вредност која што ја гледам. Имаме навистина добри позитивни примери. Еве една од нашите најреномирани компании која што доби во 2015 година од страна на председател Ѓорѓе Иванов признание за македонски квалитет, компанијата Арилје Метал е една од компаниите во Сојузот на стопански комори кој што навистина има најдобар потенцијал за соработка и кој што веќе соработува со зоните, ги снабдува со одредени артикли и имаат навистина добар извоз и во странство. Освен IT секторот и градежната индустрија, на што друго треба да се фокусира домашните компании за да ги задоволат потребите на странските инвеститори, односно да воспостават соработка? За воспоставувањето на соработката најпрвен клучно е да би кажала што е она што на странските компании им треба. Значи да, што е она што им треба, а што ние не можеме да им го понудиме во моментот, па треба да се фокусираме. Нема нешто кое што ние не можеме да го понудиме. Значи во секој случај нашите македонските компании се квалитетни компании, се добростоечки компании. Тоа го покажува и извозот, соработката во надворешното трговско работење. Тоа го покажуваме ние тука во секојдневното работење во рамки на Република Македонија. Имаме квалитетни кадри, имаме навистина квалитетна работна сила, високо едуцирани луѓе. Единствено што треба да се посветиме е за поголем инпут во приватниот сектор, стимул на приватниот сектор, како би се зголемил, да кажеме, животниот стандард на сите оние кои што day to day екзистираат во приватниот сектор. Тоа би го кажала како една иницијална каписла што треба да се даде во приватниот сектор. Веројатно тоа е можноста со иновативниот фонд што го формираше владата и можноста многу мали микро предпријатија да добијат грантови, понатаму своите идеи да ги реализираат и да ги пласираат и кај странските инвеститори дома, меѓутоа и на странските пазари. Тоа е одлична можност. Фондот за иновации во континуитет, значи сега веќе заврши вториот повик, се очекува кога ќе биде објавувањето на третиот повик за давање на одредени грантови кои што компаниите можат да ги искористат за иновативни решенија. По тоа гледаме дека иновативност во македонските компании има. До сега биле лимитирани од аспект на средствата кои што ги имаат да инвестираат во research and development, односно во она истражување и развој во рамки на собствената компанија. Не од друга причина, туку од причина тоа што едноставно им фалеле финансиски средства за истото.
Сега во овој момент тие имаат можност, ова е едно уникатно решение каде што може на одредена навистина квалитетна идеја да и се помогне од страна на фондот за иновации со финансиски средства. Ние тесно соработуваме со фондот, ги помагаме македонските компании, најголемиот дел од компаниите се наши членови, кои што се најголемиот дел од нив се млади луѓе, предприемачи, луѓе кои што имаат навистина предобри идеи. Така. Годината што измина, можеме да кажеме дека беше политички турбулентна. Вие како претседателка на Сојузот на стопански комори, како би оцениле деловната 2015 година? Во секој случај не ги исполни нашите очекувања. Очекувањата беа големи, сите работи почнаа да се движат во некаа нагорна линија. Тоа што имавме одредена политичка стабилност, воведе одредена стабилност во економскиот, во бизнес секторот, значи нешто кое што не може да е добро во ниту еден случај. Се надеваме дека во 2016-та и покрај тоа што гледаме дека истото продолжува, да кажеме, меѓутоа дека ќе се успее ситуацијата на одреден начин да се стабилизира, како би можеле економските текови да се вратат на оној свој пат на кој што биле претходно проектирани. Да, што вие како бизнес сектор превземавте да се амортизира притисокот да не се одрази врз вашето работење? Сега како бизнес сектор секој гледа да се снајде најдобро што може во вакви, да кажеме, критични, кризни, да не ги наречам кризни времења. Многу фактори имаше кои што влијаа, значи не беше само домашната, внатрешната нестабилност која што беше тука, имаше и надворешна нестабилност, ризик факторот на надворешните партнери кои исто така беа во одредена економска криза, мигрантската криза кај нашиот непосреден сосед која што се прелева во континуитет и е незапирливо едно, да кажеме, течење кој што ќе продолжи во следната година, да го гледаме и да ги гледаме и последиците практично, да кажеме, од сите овие фактори. Се што можеме најпрвен да не го изгубиме оптимизмот, затоа што тоа би значило нормално и во одредена доза на тонење надолу, здружено да продолжиме да работиме. Секојдневно поддршката на македонското стопанство, на нашите компании, се трудиме да им ја дадеме најдобро што можеме. Сите оние кои што имаат одредени проблеми, одредени предизвици или било какви препреки во своето работење, можат слободно во било кое време да се обратат во Сојузот на стопански комори и нормално дека ќе се обидеме во најкраток можен рок истото да го разрешиме. Едноставно тоа е патот, здружено да работиме заедно за да градиме напред, затоа што тоа е начинот да се прибрадат сите овие работи кои што тек допрва ќе следат, можеме да кажеме. Арсовска, тука ќе направиме уште една кратка пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Да, Данила Арсовска од Сојузот на стопански комори, гостин во Индекс, разговараме веќе 30 на минути. Данила, кои се вашите очекувања како Сојуз на стопански комори за 2016 година? 2016 година кажав дека ќе биде година на предизвици, меѓутоа она што е многу важно е тоа што ние сме го зацртале да барем во најголем процент да го оствариме. Важно е сите оние проекти кои што се отпочнати да продолжат да се реализираат. Важно е сите оние, да кажеме, барања кои што ги имавме, односно предлози кои што ги доставивме, да бидат во одредена мера, да кажеме, одговорени, да се реализира, затоа што најважниот дел од нашата соработка и од нашиот диалог, да кажеме, со институциите е оној дека проблемите најдобро ги знаат оние кои што секојдневно ги живеат и кои што се на терен. Значи, реал секторот е оној кој што кажува секој од законските решенија или, да кажеме, подзаконските акти, какви проблеми има и со какви проблеми се соочуваат компаниите и стопанството во секојдневното работење и би требало да бидат земени, нели, во обзир во наредниот период кога би се правеле одредени измени. Меѓутоа, и одредени работи кои што треба навистина да профункционираат во следниот период, да се остварат одредени меморандуми на соработка кои што иницијално беа подпишани, да не останат само на хартија, туку да се пристапи кон нивно спроведување. И исто така очекуваме да има намалување на брзо носење на закони, кои што навистина креира огромна забуна во
бизнес секторот, особено во делот каде што ниту има можности, ниту имаат кадри, компаниите ниту се спремни да ги следат со онаа брзина сите измени кои што навистина се случуваат. Затоа е потребно во првиот момент одредено стабилизирање, втор чекор намалување на носењето на брзи закони и воопшто намалувањето на генерирање на измени и дополнување на законите и како трет чекор институциите едноставно да се посветат на едукација на бизнес секторот за сите оние работи кои што се од сферата на бизнисот, од аспект како да ги применуваат правилно за да не настануваат одредени проблеми од аспект на неинформираност на компаниите. Така, веројатно ова е едно од барањата. Претходно спомнавте доставени предлози. Веројатно ова е еден предлог кој што традиционално вие секоја година го доставувате до владата, ги доставивте предлозите и од прилика што друго се одржи. Оно што веќе го адресиравте до предлозите, до значи се доставени од прилика пред скоро 3 месеци. Новина во доставените предлози е тоа што оваа година, секоја година доставуваме одредена бројка на предлози кои што кажав минатиот пакет мерки кои што беа предложени беа во над 80% усвоени. Тоа кажува многу за најпрвен за пакетот мерки, затоа што сите тие се излезани од страна на бизнес секторот. Оно што го кажува за пакетот мерки е дека сите тие штом се прифатени мора да се издржани. Овој новиот пакет на мерки кој што е доставен во крајот на минатата година, имаме една новина каде што секоја од мерките која што ја доставивме ја подкрепивме со соодветна анализа, потесно објаснување зошто се бара измената во одреден сегмент и нормално предлог решение како би се надминала ситуацијата која што се случила. Тоа што очекуваме во почетокот на 2016 година, најпрвен е по оној да кажеме некој трг на кој што се водат работите и нештата, да добиеме најпрвен одговор кои од предлозите се прифатливи, кои ќе отпочнат со реализација, кои не се прифатливи, за да можеме да пристапиме кон оние кои што можеби не се јасни или треба да се дообјаснат, да видиме во кој дел нели треба дообјаснување или треба пеглање како би стигнале до одредено компромисно решение. Да, освен оваа мерка за не толку брзо носење на закони кои ги збунуваат како измени бизнес секторот, што друго е онака поважно, позвучно за бизнес секторот како мерка која што ја барате од институциите? Сите мерки се звучни. Тоа што е доста значајно е дека секој од овие минатиот пакет беа 77, овој пакет се 65 мерки. Тоа што е многу значајно е дека има одреден дел кои што се фискални, да кажеме, со фискални импликации, останатите се поделени секторски, значи оние кои што се најзначајниот делот на индустријата, кои што се најзначајниот делот на градежништвото, кои што се најзначајниот делот на сервисните дејности и така натаму. Меѓутоа, она што е екстремно значајно на кој што мора да се посветиме во наредната година е едноставно олеснување на сите оние најпрвен ситни секојдневни проблеми со кои што компаниите се соочуваат. Прва од нив би ја кажала мерката за комуналните такси. Тоа е нешто кое што компаниите ги оптеретува навистина многу. Систем кој што не е функционален, кој што мора да се промени во следниот период, затоа што едноставно не е исто дали вие генерирате смет и не генерирате смет и се доведуваме во ситуација каде што две компании кои што вршат комплетно различни дејности, каде што едниот има, да кажеме, погон, фабрика, големо производство, да плаќа потполно иста цена како одредена компанија која што располага само со голем број на канцеларии, која што работи сметководствени услуги или консултантски услуги. Моделот кој што се применува во овој момент само по застапена или засметана квадратура навистина не е добар и би требало во наредниот период да се смени како би се намалиле трошоците, особено на оние компании кои што не генерираат смет и не генерираат профит од работењето кое што генерира смет, каде што комуналните предпријатија истото го наплаќаат. Така, бевте многу активни во 2015 година, реализиравте неколку проекти, бевте и во Кина. Какви се вашите искуства
од земјата која што прави економски бум во моментот? Со Кина имаме навистина одлични односи. Можам да кажам дека поддршката наша таму е неверојатно на високо ниво. Особено бидејќи доказ за тоа беше подпишаниот меморандум за соработка со најголемата организација во Кина, тоа е Федерацијата на All China Federation на индустрија, каде што во овој момент покрај тоа што членуваат 80.000 стопански комори, членуваат и над 4 милиони компании. Тоа е навистина, можам да кажам, директна можност за сите македонски компании кои што сакаат едноставно да продадат на тој пазар, да можат да воспостават соработка. И најважниот дел од сите овие наши преговори и договори кои што ги имавме таму, согласно и овој меморандум за соработка кој што го подпишавме, е тоа дека самата организација која што е чадор организација, исто како што е Сојузот на стопански комори, кој што во моментот брои 26 стопански комори во себе и достигнавме до бројката 20.000 членови, секој од овие наши членови ќе има подеднакво можноста да се обрати до Сојузот, да се обратиме до All China Federation и од таму имаме, значи, зелено светло буквално за влез, комплетен влез на кинескиот пазар. Значи, од поддршка, логистичка поддршка, информации, контакти, буквално се она што на македонските компании им треба за да добро функционираат на кинескиот пазар. Дали се работи за увоз од Кина во Република Македонија, дали се работи за желба за продирање на кинескиот пазар од аспект на промоција на своји производи таму и пласирање. Таа поддршка во 100% ја имаме во партнер организацијата наша која што е таму. За вас е плодна година, но сепак кои се покрупните проекти што Сојузот на стопански комори ги реализираше во 2015-та? Големи проекти имавме многу. Првиот од многуте можам да кажам дека е активирањето на постојаниот избран суд арбитража, која што можам да кажам дека е нова арбитража во Република Македонија, меѓутоа во секој случај е нешто кое што е од старт, од првиот ден со навистина огромен авторитет и огромно реноме. Председатели и членови на председателството на овој суд за арбитража се поранешниот и сегашниот председател на МАНУ, господинот Таки Фити и професорот Владимир Камбовски и исто така професорот Абдулменав Беџети, кој што е постојан член на председателството, и голем број на реномирани на професори и правници кои што учествуваат во работата на арбитражата и е нешто кое што би требало да се промовира меѓу македонските компании, бидејќи тука едноставно само со една одредба во своите договори сите оние спорови кои што досега ги носеле на суд и на суд ги работеле по да не речам месеци, бидејќи такво нешто нема, со години, тука ќе имаат можност од 1 до 3 месеци истиот спор да им биде решен. Така, Данила, ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од Индекс и ви посакувам убав ден. Индекс со Маја Дамјановска. Да, повторно се враќаме во Индекс за крај, како и секогаш кратки бизнис информации. Над 11.000 луѓе досега се вработиле преку проектот Македонија вработува, преку кои поволности добиваат сите, иако го нема во изборната програма. Ветувањето за овој проект беше дадено на трибина во Битола во март лани, каде тогаш премиерот Никола Груевски го најави неговото спроведување. Тој во неговото обраќање на трибина во Битола на 21 март лани објави законски измени со кои се дефинира реализирање на нова мерка за намалување на невработеноста која се предвидува газдите да бидат ослободени од плаќање персонален данок и социјални придонеси доколку вработат луѓе од повеќе категории. Законските измени за проектот Македонија вработува беа усвоени во април лани, кога вице-премиерот Владимир Пешевски и министерот за труд Диме Спасов го објавија неговото спроведување. 10 месеци подоцна проектот го искористиле близу 7.000 фирми.
Тој беше поздравен од бизнис заедницата, кој доколку се цени според искористеноста, представува одличен потек на владата и представува значителна поддршка на домашното стопанство. Се проценува дека до крајот на спроведување со овој проект ќе се вработат голем број на луѓе. Инаку само во последните 10 години се креирани околу 150.000 нови работни места. Лани стапката на невработено се намали за 2,4% поени до историски најниски 25,5%. Објавен е првиот повик за доделување грантови за самовработување во 2016. Од вчера до 29 јануари невработените со идеја за сопствен бизнис може да аплицираат на огласот за Агенцијата за вработување за неповратна поддршка од 3200 евра во вид на опрема, материјали и експертска помош. На овој оглас се очекува да се одобра половина од 920 предвидени грантови, а останатите на втор повик на средината од годината. Програмата за самовработување владата ја спроведува во партнерство со UNDP 10 години и преку неа досега се отворени над 7600 фирми. Очекувањата се годинава со неа да се креираат околу 1000 нови работни места во економијата. Цената на нафтата на светските берзи повторно падна во вчера, спуштајќи се на најниско ниво за 12 години со оглед дека забавувањето на економскиот раст во Кина ги потисна очекувањата за закрепнување на побарувачката во новата година. Кина и на почетокот на новата недела беше во фокусот на светските берзи, каде се стравува од подзапирање на економските активности, а со тоа и од пад на побарувачката во вториот поголемина побарувач на нафта во светот. Овие стравувања ги потврдија и пресметките на банката Барклис, според кој нафтената побарувачка во Кина во ноември е намалена за 4,9% во однос на претходниот месец, односно за 2% на годишно ниво. Аналитичарите посебно го издвојуваат падот на вредноста на кинескиот јуан и двата прекини во работењето на берзата во Шангај поради остриот пад на цената на индексот. Превирањето продолжија и вчера, па акциите на водичките компании во индустријскиот сектор паднаа за дополнителни 5%, додека каматите на прекунокни заеми во јуани на пазарите вон Кина скокнаа над 40%, најмногу од почетокот на тргувањето со јуанот на одреден број пазари надвор од Кина. Од Морган Стенли објавија дека цената на нафтата би можела да падне и по $30, особено ако доларот зајакне. А на стартот на новата година 400 најбогати луѓе на светот загубија околу $200 милиарди по пеколната прва берзанска недела во 2016 година. Вкупно 47 милиардери загубија по $1 милиарда или повеќе во текот на најлошата недела за американските акции од 2011 година, покажува индексот на милиардери на Bloomberg. Заедничката загуба на сите 400 богаташи е речиси 7 пати поголема од $29 милиарди, што ги изгубија во првите 5 трговски денови во 2015 година, известува Bloomberg. Ова е последната информација во Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на радиодифузно предпријатие Радио Слободна Македонија. Денеска е 12 јануари, а ние се слушаме за една недела. Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.